Почитувани представници на медиумите, почитувани ученици, почитувани граѓани. Како што ветивме, ќе работиме во интерес на граѓаните. Првиот чекор во образованието го правиме со тоа што утре на дневен ред на седницата на собранието ќе се најдат 3 закони со кои што ќе биде укинато екстерното тестирање во основните и средните училишта. За таа цел денеска е одблокирано собранието. Видовте пред малку дека заврши конститутивната седница со избор на комисија за избори и именувања. Беа и утврдени, а денеска ќе бидат избрани комисиите кои што се надлежни за законите кои што се во областа на образованието. Затоа сакам да упатам порака до учениците и до нивните родители дека оваа година екстерно тестирање нема да има. Ви благодарам. Имате ли некои прашања? Повелете. Бидејќи понеделник е датумот кога се полагаат екстерните тестирања. Петок е неработен ден за душица, не знам што. Има ли шанса вие уште утре да ги донесете измените на законите за екстерно тестирање во основното и средното образование, со оглед на тоа што може дебатата да се оттегне, може ВМРО да помане да биде против оваа? Значи, ние ќе направиме се законот да биде донесен. Утре ќе се работи ако треба цел ден, сабота и недела имало обичај собранието да работи, така што ќе бидат направени сите напори законот да биде донесен. Доколку не биде донесен, што јас не верувам, мислам дека веќе наоѓаме на разбирање во смисла што денеска видовме одблокирање на комисиите, формирање на комисии, има и резервни варијанти како да се реши проблемот. Но јас апелирам до сите луѓе кои што гласаат, сите пратеници во собранието, да бидат конструктивни, бидејќи укинувањето на екстерното тестирање во интерес на учениците. Видовме дека тоа е штетен проект кој што не даде никакви резултати и мислам дека е контрапродуктивно за било кој да обструира донесување на ваков закон во собранието. Тие резервни механизми постои ли шанса министерот сам да го одржи? Значи, јас се надевам и верувам дека законот ќе биде донесен, дека нема да треба да ги употребуваме резервните варијанти, оставете за тоа ако дојде потреба ќе зборуваме, но јас се надевам дека екстерното тестирање ќе биде укинато по законски пат без да одиме со други подзаконски акти. Значи, за некои комисии кои што се релевантни за законите кои што ќе бидат утре на дневен ред, направен е договорот, другите консултации се во тек, така што мислам дека собранието е на добар пат координацијата да изврши избор на сите комисии. Но овие кои што се клучни се веќе договорени.